Почитувани сограѓани, за диктатура сум слушала и сум читала само во книги и во учебници. Не можев ни да сонувам дека ќе живеам во едно вакво диктаторско општество. Не можев ни да сонувам дека во 2013 година, во 21. век, ќе имаме во Македонија еден ваков тоталитарен режим. Не можев ни да предпоставам дека во собранието под наредба на режимот ќе бидат тепани и малтретирани новинари од собранието. Не можев ни на крај памет не ми доаѓаше дека нашите пратенички, жени ќе бидат по наредба на режимот подло и дрско тепани, малтретирани и влечкани во собранието. За трагедијата да е поголема, до ден денес не знаеме дали беа тепани нашите пратеници од собраниското обезбедување или пак беа тепани од платеници на ДПМНЕ. Почитувани сограѓани, почитувани жени, интелектуалци, почитувани патриоти, сите наши сограѓани, заеднички ве повикувам да се спротиставиме на оваа ненародна диктаторска власт. Оставка! Луѓето од власта се уште перат пари, ги носат во странските банки, а ние од ден на ден стануваме се поапатични и посиромашни. Почитувани сограѓани, нашите деца, иако завршиле факултети, иако имаат оформено образование, нашите деца не можат да се вработат од една единствена причина, затоа што немаат партиски книшки на оваа власт. Така е! Почитувани сограѓани, нашите деца се приморани секој ден да одат да бегаат од оваа држава во белите од оваа држава по државите околу нас, се со една заедничка цел да се вработат, иако толку многу сакаат да живеат, да творат и да состават во оваа држава. Затоа, почитувани, ве повикувам сите заедно на отпор за подобро утре. Ви благодарам.